Добро вечер, почитувани гледачи. Веќе е 17 часот. Време да започнеме уште едно заедничко дружење во Магазин Плюс. И денес, содржините наменети за вас се навистина интересни и верувам дека ќе успеат да го задржат вашето внимание. Затоа, не менувајте го каналот во следниве 30 минути. Останете на фреквенцијата на Канал Плюс и уживајте во она што го подготвивме за вас. Астрологијата е наука за звездите, која се занимава со проучување на движењето и положбата на небеските тела и нивното влијание врз земјата, врз човекот и врз неговата судбина. Токму затоа денес одвојуваме неколку минути за астрологијата, да го видиме историјатот и текот на оваа наука. Кога се појавила и од каде потекнува астрологијата? Како настанал зодијачкиот круг, познат под името хороскоп? Кога почнало верувањето дека звездите и планетите влијаат врз човековиот живот? Тоа се прашања на кои не може прецизно да се одговори, но сепак постојат податоци од истражувањата кои говорат дека астрологијата е една од првите науки со кои почнал да се занимава човекот. Приказната за астрологијата започнува во некои дамнешни времиња. Луѓето одамна на небото ги забележале сонцето, месечината и звездите, прашувајќи се што во нивните животи тие би можеле да значат. Првите религии на светот се поврзани со сонцето и месечината, а тие се двете најлесно забележливи светла на небото. Во астрологијата и сонцето се смета за планета, затоа што некогаш на луѓето им се чинело дека тоа се движи преку небесниот свод. Земјата изгледала рамна и неподвижна, па не било препорачливо да се тврди поинаку, иако некои знаеле дека тоа и не е некоја нужна вистина. Уште пред 2200 години, Аристарх од Самос пресметал дека Земјата е всушност топка. Денес тоа е познато на секого, но порано тоа знаење се криело од народот, зашто луѓето најчесто веруваат на она што им изгледа очигледно. Астрологијата пак има далеку подлабоки корени. Ископани се глинени плочки од времето на сумерската цивилизација, стари 6000 години, на кој бил забележан разговор меѓу кралот и неговиот звездознаец, со други зборови астрологот. За староста на астролошките знаења ни кажува и податокот дека старите народи ги познавале циклусите на сонцето, кои траат 25200 години. Но гледајќи во звездите, се забележало дека некои остануваат секогаш на своите места, додека некои талкаат по небесниот свод, па ги нарекле скитници. А бидејќи во Стара Грција скитник се велел планетос, сега тие ги нарекуваме планети. Човечките очи секогаш се обидуваат во нејасни облици да препознаат некаков облик, па така луѓето и во соцзвездијата гледале разни ликови, а групите звезди добиле свој имиња за да може полесно да се согледа каде се наоѓаат звездите скитници, односно планетите. Познавајќи го циклусот на сонцето од година дена, бил потребен релативно долг период да се подели на помали делови за полесно да ги брои деновите. Циклусот на месечината изгледал за тоа поподобен, но иако очигледен, сепак не се поклопува со календарскиот и треба 19 години месечината повторно да се најде на истото место меѓу звездите. Поради тоа, годината најпрво ја поделиле по годишни времења на 4 дела.
две поголеми спротивности како што е летото спроти зимата, а меѓу нив спротивни преодни периоди, пролет и есен. Месечината годишно прави 13 циклуси, а тоа е тешко да се распредели на бараните 4 дела. Па затоа, бројот на месеците го ограничиле на 12 и така добиле годишни времења од по 3 месеци секое. Првиот месец во периодот бил главен, затоа што означувал почеток на ново годишно време и го нарекле кардинален. Вториот означувал дел од годишното време, кога сите квалитети на тој период станале постојани, цврсти и сигурни. Затоа, овој месец го нарекле постојан или фиксен. Последниот месец на периодот се покажал како подготовка за настап на следното годишно време, па е наречен преоден, мутирачки или променлив. Луѓето родени во тие месеци соодветно ги имале истите такви особини. Родените во кардиналните месеци ги воделе другите и го расчистувале патот за напредок, биле први во се. Луѓето родени во фиксните месеци на годишните времиња вредно работеле и граделе, собирале залихи и материјални добра. На крајот, родените во променливите месеци од годишните времиња биле наклонети кон промени, мисловни дела, учење и подучување на другите, на религиозен живот и барање на некое повисоко ниво на постоење. Но исто така, од се правеле шега и биле циркузанти. Бидејќи се верувало дека целиот свет е создаден од 4 основни елементи – оган, земја, воздух и вода, а постоеле по 4 месеци со исти квалитети во годишниот циклус на Сонцето, тогаш и направена поделба на еден квалитет на овие 4 елементи. Од причина дека за се на светот обично постои нешто спротивно по својата природа, а едниот елемент од таа двојност се смета за подобор, поповолен или попозитивен, додека другиот за понеповолен, полош или негативен. Но тоа мораме да го разгледуваме во смисла на активност и пасивност, а не како црно-бело или исклучително добро, исклучително лошо. Кога така ги поделиле месеците за полесно да ги запамтат особините на поединечен месец, го пронашле во природата она што најмногу во себе ги поседувало карактеристиките на таквата природа. На тој начин настанале зодијачките знаци, со кои во астрологијата се опишуваат особините на луѓето кои се во нив родени. Сите имаме предмети во нашиот дом кои едноставно ги обожаваме, но постојат и такви кои носат несреќа, а можеби некој од нив ги имате и вие во вашите домови. Во продолжение ви нудиме кои се тие 5 предмети кои што ја отстрануваат среќата од домот. 5 работи кои не смеете да ги имате дома за да бидете среќни. Ако не се чувствувате добро во својот дом, можеби причина за тоа се некои работи кои ги имате дома, а за кои не сте свесни дека ви пречат. Се има свое влијание и создава различна енергија во домот. Поради тоа, колку и да не верувате, поставеноста на некои елементи може да биде клучна за вашето лошо расположение без причина. Доколку го менувате интериерот во вашиот дом, внимавајте на некои работи кои треба да ги избегнете. Црна врата. Според Фенг Шуи, најсоодветната боја за вашата влезна врата ќе одберете во зависност од тоа на која страна се наоѓа. Црната боја привлекува несреќа, доколку вратата се наоѓа на северната страна. Растенија со трња. Остри и бодликави растенија се вистински магнет за лошата среќа. Затоа не е препорачливо да одгледувате растенија со трња или боцки, како што е кактусот. Календар на погрешно место. Календарот кој се наоѓа на врата потсетува дека животот е минлив и затоа негативно влијае на квалитетот и должината на живење на домашните. Огледало спроти креветот. Постои верување според кој огледалото поставено спроти креветот за спиење привлекува неповолно влијание, кое може да се одрази на вашата врска или на бракот. Слика со бура. Доколку имате впечаток дека ве следи лоша среќа, време е да се ослободите од сликата. Бурата е символ на катастрофа, така што сликата со ваков мотив влијае на вашето несување и на енергијата.
Сите си имате свои методи и начини со кои што ја отстранувате шминката од вашето лице, но постојат и такви со кои што најбезбедно можете да ја отстраните шминката. Во продолжение слушаме токму за нив. Отстранување на шминката со природни средства, плюс рецепти за тонинг за отстранување на шминка. Сите знаеме дека секоја вечер пред одиме во кревет едноставно мора да ја отстраниме шминката и од оваа правило нема бегање. Секако, ако сакаме да имаме убава и чиста кожа на лицето, спиењето со шминка е една од најлошите работи што можете да му ја направите на лицето. Секојдневната употреба на тоник за отстранување на шминката може да ја исуши и оштети кожата, бидејќи без разлика колку е благ и квалитетен, сепак содржи хемикалии. Затоа, најдобро ќе биде да прибегнете кон други, многу поедноставни и поубави начини за отстранување на шминката. Еве неколку. Миење со млака вода и сапун. Ова е најлесната и наједноставната работа што можете да направите за да отстраните шминката од лицето. Важно е да набавите сапун кој одговара на вашата кожа на лицето и кој ќе биде природен, органски и ќе содржи природни состојки, како козјо млеко, мед и слично. Нежно истрете го лицето со сапунот и исплакнете го со вода. Заменете го вашето средство за отстранување на шминката со природни намирници. Масла. Што се однесува до маслата, имате прилично голем избор на масла, кои може да се користат за отстранување на шминката и исто така чистење на лицето. Маслиново масло. Маслиновото масло е едно од најдобрите масла за нега на кожата. Темелно ја чисти кожата, ја храни, ја хидрира и ги обезбедува потребните витамини. И само по неколку дена користење ќе забележите дека подочнаците ќе ви ги снема, а лицето ќе ви изгледа многу посвежо и помладо. Одговара на сите типови на кожа и затоа слободно користете го. Кокосово масло. Кокосовото масло е многу актуелно во последно време, поради неговите позитивни ефекти на кожата, косата и ноктите. Кокосовото масло е одлично средство за отстранување на шминката, а по неколку недели користење ќе забележите дека има и погусти и појаки трепки. Најмногу одговара за сува кожа на лицето. Рицинусовото масло е одличен избор доколку имате мрсна кожа. Има исти ефекти како маслиновото масло, например, но е многу подледовотворно за третман на мрсната кожа. Бадемовото масло исто така се препорачува за нега на мрсната кожа, а посебно е делотворно ако имате осетливи очи или носите контактни ленки. Маслото од русмарин е одлично средство за отстранување на кармин, посебно на силните црвени или темни нијанси, бидејќи одлично ги храни и хидрира усните. Помалку е подобро е златното правило кога станува збор за уредувањето на домот. Токму затоа во продолжение ќе ги слушнете професионалните совети за уредување на домот, кои верувам дека ќе ви се допаднат. Уредувањето на домот со стил не е така лесно како што мислат сите, бидејќи постојат трикови и совети кои се корисни за уредувањето биде перфектно, но не секој ги знае. Запознајте се со овие 7 совети кои добро ќе ви дојдат доколку планирате наскоро да го преуредувате домот или едноставно само сакате да промените нешто што не ви се допаѓа. Бојата на ѕидовите се одбира последна. Бидејќи зависи од бојата на мебелот, сликите во домот, како и деталите кои го красат, се препорачува бојата да се избере последна откако веќе сте ги избрале претходните детали. Помалку е подобро. Пренатрупан мебел, дури и во голем простор, делува неудобно и неуредно. Затоа следете го правилото помалку е подобро, бидејќи делува средено и елегантно. Висечките украси поставете ги на правилна висина. Висечките украси, како што се лустерите, никогаш не треба да ви пречат во движењето низ собата. Секогаш одбирајте да бидат поставени на поголема висина од вашата. Се или нешто кога станува збор за шари. Кога некаде одлучувате да ставате килим со шари, не двоумете се и направете ја целата соба во тој стил. Правилото за уредување кажува се или нешто кога станува збор за шари. Воспротивно би делувало невкусно. Нека не ви биде домот клише. Не гледајте ги парчињата мебел поставени во салоните, бидејќи вашиот дом сигурно нема иста форма како салонот. Уредете го просторот по ваш вкус. Не бирајте секогаш клише, освен кога се работи за универзален мебел кој мора да биде поставен како што е купен. Изберете мебел центар во собата.
Изберете маса, украс или камин кога станува збор за украсување и нека истиот биде центар во собата според кој ќе се ориентирате како да ги украсите и поставите работите. Бидете креативни кога станува збор за боите. Не плашете се да вметнете голема количина од омилената боја при уредувањето, бидејќи сепак се работи за вашиот дом во кој ќе го поминувате поголемиот дел од времето. Доколку сакате целосно розова спална соба, купете целосно розов мебел, прекривки, завеси. И на крај, почитувани, патуваме низ Европа. Ви ги нудиме 14 европски градови кои барем еднаш во животот мора да ги посетите, а во продолжение ги слушате причините зошто. Сите се сеќаваме на екскурзиите од училиште или факултет, на кои во неколку дена посетувавме еден куп места, убедени дека сме виделе се што треба да се види. Сепак, ако некогаш повторно одлучиме да посетиме некоја од тие места и по некоја случајност да останеме неколку дена, сваќаме дека всушност ништо и немаме видено. За да посетите некој поголем град, потребни ви се најмалку 3 до 4 денови. А најдобар начин да ги видите работите кои вас ве интересираат е да отидете сами. Соло патувањата се одличен начин да се релаксирате и да уживате во сето она кое патувањето има да го понуди. Ова се 14 најубави градови во Европа кои се совршени за соло патување. Прага. Главниот град на Чешка е град чија големина ви овозможува да посетите голем број од важните туристички дестинации движејќи се пешки. Се е оддалечено на само неколку чекори, па можете да го посетите и стариот град и познатиот дворец. Лондон. Одличната сообраќајна мрежа е нешто кое навистина ќе ви биде од корист, бидејќи на тој начин ќе можете да посетите голем број од туристичките атракции низ градот. Луцерн. Следете ги чекорите на Марк Твен и откриете ги убавините на крајбрежното градче Луцерн, сместено на истоименото езеро. Рејкјавик. Прогласен за еден од најмирните градови во светот, Рејкјавик е местото каде можете да уживате во денови каде светлината трае и до 21 час. Берлин. Градот каде можете да уживате во модерна архитектура, но и во барокот и ренесансата. Тоа е градот за кој навистина ќе треба да издвоите повеќе од 2-3 дена, бидејќи има огромен број на места кои навистина треба да ги посетите. Хелсинки. Уште еден главен европски град каде покрај местата кои можете да ги посетите, можете да уживате и во долги прошетки по плажите и да јадете во некој од одличните ресторани кои нудат магичен поглед на Балтичкото море. Берген. Прогласен за светско наследство на УНЕСКО, Берген е одлично место за соло патување, каде ќе можете да уживате во идиличната природна убавина и чистиот воздух. Виена. Градот на музиката и на познатата сахер торта е уште едно од местата чиј шарм најубаво ќе го почувствувате доколку седнете на некој од бројните плоштади и уживате во утринското виенско кафе. Единбург. Најдобриот начин да запознаете нови луѓе, но и да станете дел од сето она кое го живее тамошното локално население е да учествувате на нивните фестивали, а ниту еден друг град нема повеќе фестивали од главниот град на Шкотска. Даблин. Гостопримството на локалното население ќе направи да се чувствувате како да сте дома уште штом зачекорите низ улиците на овој град. Оставете ги грижите зад себе и уживајте во стариот замок и прекрасната катедрала посветена на Сент Патрик. Бриш. Пловејќи низ каналите на градот и поминувајќи под камените мостови, ќе се почувствувате како дел од некоја бајка која почнува со зборовите: "Си беше еднаш еден." Стокхолм. Главниот град на Шведска има навистина се. Каменести улици со пешачки патеки, 57 мостови кои ги поврзуваат 14 острови на градот, забавен парк кој датира од 1980-тите, јавна бања од 1904 година и неверојатни подземни железнички станици, секоја насликана со посебен мотив. Париз. Заборавете на романсата. Градот на светлината е одлично место за соло патување, каде ќе можете со часови да талкате по уличките на Монмартр, Елисејските полиња, а на крајот да уживате во вкусната вечера во некој од многуте ресторани. Копенхаген.
Изнајмете велосипед и откриете ги тајните на градот возејќи по велосипедските патеки, чија вкупна должина изнесува 389 километри. Имајќи ја на ум оваа бројка, не е ни чудно што градот е прогласен за најдоброто место за возење велосипеди во светот. Овде е крајот на денешново 30-минутно понеделничко дружење во Магазин Плюс. Се надевам дека сите оние прилози кои што ги погледнавте успеа да го задржат вашето внимание, а воедно да научите и да извлечете нешто корисно од нив. Доколку е така, ви најавувам средба и дружба за утре во истиот термин, 17 часот, Канал Плюс. Се гледаме, пријатно!